гледачи, добре дојдовте во најновото издание од емисијата од своја страна. Се надевам дека и овој пат ќе ви представиме уште една инспиративна приказна и уште една секако успешна приказна која ќе го задржи вашето внимание. Пред името на мојот денешен гостин стои писател и сценарист за кого станува збор и за нешто подетално за неговиот живот и за тоа што представува за него неговата успешна приказна. Говориме токму во денешното издание. На самиот почеток ќе го поздравам и ќе му посакам топло добре дојде на Анде Јанков, велешанецот, така може да кажеме. Да се знаеме. Така. Анде, добре дојде, ти благодарам што прифати да гостуваш. Фала ти тебе, Викторија, на поканата. Баш ми е било што токму кај тебе гостувам во емисија, првично во телевизија Сонце, до сега не сум бил. Така. Во најавата стои сценарист и писател, што тоа значи и еве првично ајде да ги запознаеме нашите гледачи кој е Анде Јанков пред македонската јавност. Така. Значи повеќето ме знаат бидејќи еве веќе 3 книги како зад мене имам извадено, како автор на Едно лето на Крит, книга која што излезе од 2016 година во издание на Култура, која што да речеме направи добар бум на книжевната сцена кај нас, како некој си крими, трилер, авантура за малку помлада читателска публика. После тоа почнав да работам на еден серијал кој што досега има две изданија, 2 книги излезени, а на пат да испадне трета наредната година. Веќе антолог стои зад мене и со првата книга, Едно лето на Крит, така што веќе добри 3 да речеме проекти, наредната година уште еден и веќе си земав некој си да речеме мал простор или нише што се вика од она книжевна трилер сцена во Македонија, ако нешто такво постои да речеме. Така, пред да се задлабочиме во твојата приказна со сето она кое го правиш и сето она кое го пишуваш, ајде да почнеме од почеток, од каде љубовта кон пишаниот збор, може би ти ја наметна некој генетски одеше тоа или како? Мене многу ме интересира, кога еве вака кога имам гостин кој пишува, многу ме интересира од каде и од кога таа љубов. Обично од мали години, меѓутоа ајде еве твојата приказна. Така. Па оно што се сеќавам и што може да се каже дека влијаело е она библиотека голема која што сме имале дома кога сум растел. Моите не се да речеме книжевници, со сама други професии, но ете таа љубов претпоставам леко тогаш останала. И сега јас по вокација не сум книжевник, сум економист, меѓутоа таа љубов си постоела од секогаш и се читало кај нас дома, некои приказни можеби се раскажувале. И едноставно сум, можеби бидејќи ми одат јазици, па да речеме дека едноставно натаки сум фанал малку кон книжевност, иако тоа не го студирав професионално. Очекуваш еден ден роман? Мислам, ти беше тоа предвидено дека ќе се случи? Да, бидејќи ако веќе сум почнал да пишувам, претпоставувам дека романот ќе беше тоа што ќе го одберав како книжевен жанр, нели, бидејќи си има и поезија, си има драма. И еве сега да речеме дека се држам до тоа, што не значи дека понатаму можеби не би пробал, не знам, збирка раскази. Јас подруго би сакал да биде збирка поезија, вака да бидам искрен, и најверојатно можеби такво нешто би се случило, но сега си останувам во рамките на романот. Сметаш дека се чита кај нас поезија? Се чита, можеби не се купува доволно или можеби не се продуцира премногу, но јас мислам дека тој е доста потценет жанр, мислам дека луѓе има што си читаат. Да, токму за тоа и те прашав. Така, еве ајде ќе започнеме од Едно лето на Крит. Интересно е тоа што романот излегува во 2016 година во издание на Книжарница Култура. Што беше она пресудното да се напише романот, од каде инспирацијата? Читајќи го она сето за тебе, мислам дека малце и нешто автобиографско се надзира, меѓутоа ти ќе откриеш пред нашите гледачи што се беше инспирација за оваа книга. Како што самиот наслов на романот кажува, посетата моја на островот Крит 2014 година си го направи своето, бидејќи доста инспиративно место кое што секој ден треба да го посети доколку нели сака патување. Едноставно да речеме дека замислата позади романот ми излезе од тогаш и откако се вратив дома реков ајде да пробам сега да напишам една книга со инспирација нели од самиот остров. Така да речеме дека некои околности од тогашниот мој живот биле вметнати во книгата, меѓутоа нели целосна фикција, измислена работа, но базирана да речеме како им дојде физички на тоа место и доста добро помина тој роман пред нашата публика, бидејќи
македонски карактери, млади личности, а сепак странски сетинг, нели, она действие во Грција доле, онака луѓето доста си го взимаат за кога одат во Грција на одмор, да речеме, на плажа, а и книгата е релативно, како да речем, не е премногу голема, па се чита за еден викенд, можеби, што. Така, значи действието е поврзано со тебе? Не. Не? Не. Добро, мене тоа ме интересираше. А што се случи со едно лето на Крит? Каков беше одзивот на публиката? Нели ти се појавуваш прв пат, твоето име прв пат се појавува на книга. Каков беше одзивот на читателите? Па видите, значи можеби самиот наслов си го направи своето, но сепак нели треба натрато на супстанцата позади, нели позади насловот да има нешто што ги привлекува луѓето да читаат. И добар одзив имаше како за прва книга, значи и рецензенти кои што беа писател од Крајчев тоа време рече дека ретко вака да сретнам некој деби писател кој што сериозен. Да, има вика издржана, значи издржан стил позади него од тој аспект, а тоа пак можеби си доаѓа бидејќи од секогаш сум читал и денеска читам книги и се трудам да нели да го надоградувам стилот. И впрочем си знаел што правиш за книгата. Точно, да. За да се пишува една книга мора да си има некој концепт позади, не е тоа туку така. Иако не знаеме каде ќе нонесат некој, меѓутоа мора да си имаме план, барем мојата замисла позади книгите е таква. Посебно откако да речеме со овој серијал нов сега што го пишувам е во рамките на крим и трилер водите, па мора да едноставно не можеш да оставиш ништо на случајот. Сега ќе начнеме. Станува збор за серијалот Два дела, од кој што Сигурен ризик е вториот дел, така? Да, таа е новата книга, да. Така, ова е најновата книга. Еве ќе ја покажеме и пред нашите гледачи. Кој беше првиот дел од овој трилер? Значи тоа е Виенски гамбит, да. Виенски гамбит, да. Ајде повеќе за овој трилер. Од каде идејата дека трилер треба да се напише? Па со оглед на тоа што едно лето на Крит беше трилер, авантура. И уште кога криминалист. Да, уште кога гостував во емисија кај Огнен Јанеси на 24 вести, он ме праша што е следно сега, нели, како проект, како книга. И му реков, па имам замисла за можеби некој серијал од повеќе книги со главен лик, нели, полицаец, детектив, инспектор и тука во првата книга, во првиот дел, како главна улога се јавува и неговиот брат кој што е писател. Значи да речеме тие некои две, нели, води да ги споиме во едно. И тој роман Виенски гамбит кој што испадна лани 2020 година во напролет, негде април месец, исто така помина доста добро пред нашата јавност, бидејќи можеби насловот си го направи своето Виенски гамбит, има малце шмек, а сепак долу дејството кое што се одвива во Вена. Так. И едноставно можеби она иконографија напред на насловна со шаховските фигури, бидејќи има шаховски еден момент, си го направи своето и веќе кога тие ликови се оформија и да речеме дека откако ја завршив таа книга, веднаш дома седнав па да направиме некој си концепт позади неколку делови кои што ќе се комплетираат. Так, што ќе се случува понатаму. Моја надеж е ова да премине во некој серијал од околу 7 книги, да речеме. Сега би биле 3 со следната која што ќе изгледа до година, па потом понатаму. Така, сега претпоставам работиш на третата. Да. Така, третата како продолжение на Сигурен ризик, да. Позади тебе стои Антолог, издавачката куќа. Ајде малку повеќе за соработката со неа. Да, нив морам да им се заблагодарам бидејќи ете застанаа зад мене со овој книжевен серијал, а и реално си работата како што треба, барем мислам во моментов се одвива со пред 2 недели се одвиваше оној Букстар фестивал на европска литература во МКЦ, кој што они се зад тој фестивал секоја година и едноставно имаат некој позитивен однос кон книжевноста, со љубов си работата и препознаа дека тука има читателска публика позади овие книги и еве тераме со нив понатаму до комплетирање на серијалот. Доживеа ли овие изданија промоција со оглед на тоа дека живееме во пандемијата на COVID-19? Доживеа. Виенски гамбит имаше промоција првична онлайн, како и многу други неги писатели бидејќи нели од пандемиско време, но потоа си доживеа промоција и во Велес, а и во Скопје во МКЦ, минатата година за време на летото и есента. Сигурен ризик исто така доживеа промоција оваа година во мај месец, ако не се лажам, во Велес. И
едноставно нели се учиме да живееме со вирусов, Во новото да, нормално, во нормално така. некоја си и со тие почитување нели на протоколи и на мерки, луѓето се желни за да дојдат на вакви настани, Така, особено луѓето во сакаат да се можеби соберат. градови од периферијата, не во центарот нели во Скопје, но едноставно пак тука место две острици се надеваш дека ќе ти дојдат повеќе луѓе, се надеваш дека пак ќе бидат помалку ради овој вирусов и тоа е тоа. Да, меѓутоа станува да се надеваме дека ќе си дојде се на своето, бидејќи мислам дека таквата енергија пренесена во живо и таквите нели потпишани книги од самиот автор на лице место, тоа мислам дека нема да го замени ништо. Анде Велешанец, градот на Рацин, колку градот на Рацин го носи, односно го оправдува нели името град на Рацин, колку се почитува културата, колку еве конкретно на ниво на држава, не мора само во Велес, колку се ценат домашните автори. Не, убаво што ме прашат за нашиот град, нели за од Велес, да тргнеме бидејќи нели си има таа историја нека позадина, но ако ме прашаш мене не е доволно, не дека нели нема, меѓутоа дали па и се поклопи со нели со време на пандемија на вирусот, но фалат тие некои си знаеш, можеби оние младински културни центри како што си постои во Скопје, ако ти текнува оние работнички универзитети кои што едно време нели беа присутни секаде каде што луѓето да научат некоја вештина, да творат нешто или сено. И сега да се користат постоечките капацитети, ако ништо друго веле се барем театарски град, па тука не можеме да се пожалиме. Но да, мислам дека вакви манифестации треба да има повеќе и можеби би имало во иднина повеќе. Така, веле се познати по доста убаво организирани промоции на книги, Точно, секогаш сме биле уметнички град и еве се надевам дека во иднина повеќе луѓе би се осмелувале да пишуваат, нели, мораат да исполнат со дело за да има и повеќе промоции едноставно. Меѓутоа, да, за сега е добро, нели ги имаме оние што се отворени поетски вечери на кои што си оди секоја година во Велес. Рациновите средби кои што годинава беа можеби малку по-добри од лани, бидејќи лани нели беше време на корона и така да, сметам дека колку повеќе луѓе се одлажуваат да креираат, нели во рамките на книжевност како дел од уметност, така има и повеќе настани. Точно така. Еве на ниво на држава се читаме ли ние како народ? Па јас сакам да верувам дека да. Што кажеш искуството? Јас читам, претпоставам дека ти читаш. Сега кај нас можеби проблем што се уште тој момент да купиш некоја книга можеби не од домашен автор. Сега е тренд од кога почна пандемија, да. Претходно не беше. Јас кога испаднав со едно лето на Крит, се уште луѓето малку вака гледа од страна како трилер од наш автор. Па добро, ајде, веќе кога трилер можеби ќе ги привлече, но домашни автори почнаа да се ценат тек негде од почетокот на 2010-тите па наваки месечини, колку што јас пратам, а да не се некои си, не знам, великани како Венко Антоновски, не знам, Лонстерова и слично, имаме доста нови ликови кои навистина вадат убав пишан збор. Нема збор за тоа, јас сум многу изненаден и еве, се трудам да што е можно повеќе така да ги читам. Ако ништо друго, дома имаме на полица која што веќе полека и нема место за книги од домашни автори од современа генерација, пошто веќе кога јас сум автор, зашто да не ги испочитувам јас нив. И едноставно сакаш да прочиташ што е она што современиците го творат. Додолку подобро ако е пак нешто од сличниот жанр како мојот, па нели, веднаш сакаш да видиш, можем нешто да украдам, да видиме јас сум подобар, тие се подобар. И слично нормално, и едноставно, нели, и дружбата со тие луѓе е пријатна бидејќи се на некој начин истомисленици. Така. Што промени пандемијата на COVID-19, кај тебе од аспект нели на ова што го спомнавме, од аспект на промоциите, се до средбата со читателите. Да, така, види, можам да кажам дека оваа пандемија за нас писателија, барем за мене, доја некако како кецна десетка, бидејќи имаме доста време за пишување. Да, сите така велат обично. Супер ми ова, сега ќе се завршам книгата. Бевме затворени дома, нели? Лани поготово, нели, цели викенди или како ќе му дојде, денови. И сега едноставно што ќе правиш со себе и тие што се нели писатели, уметници си пишуваат. Сигурен ризик беше завршена како нели како текст, како ракопис во еден ден каде што можеби 10.000 збора ги напишав, така нешто близу 10.000. Едноставно сме имале повеќе време, а и доста од писателите ова го знаат. Веќе кога ќе почнеш, ќе влезеш во форма и не ти се станува од компјутер. А например има денови некој пат кога па одва една страница ќе ја напишеш, од што едноставно си излегува од форма или како да кажеш. Се живее ли од пишување? Зависи, не само од пишување.
тоа дефинитивно Да, ќе тоа се ми беше сложам. прашањето дали пишувањето, односно еве писателството можеме денес да го карактеризираме како професија од која што може да се екзистира. Мислам дека кај нас фали. Тешко, кај нас фали, таков сме некој мал пазар, еве и една сега хрватска писателка на оној Букстар фестивал кажа тука кога беше гостенка дека штета е што имате како се јаки писатели, но едноставно имале среќа да пишуваат на некој јазик кој што го разбираат, не знам, 2 милиони луѓе. Так. Сега да си постојат и преводи, но друго едноставно кога базичната потежок маса патот, на потежок е народ патот е да се толку пробиш. мала некако и дотолку повеќе што по тие па еве речеме пола никогаш книга нема да се осмелат да прочитаат од животот или не знам една четвртина, едноставно нели се бориш со тоа што нели што си соочен, особено пак ако отвориш во некој жанр кој што пак тука се читаа од странски автори. И сега мене ми беше предизвик баш поради тоа, бидејќи сметав дека не е доволно застапен, посебно со некој си серијал кој што еве јас ќе го правам, а од друга страна па викаш ајде да испаднеме нели како рамо со некои регионални европски и светски писатели и да видиме дали едноставно можеш некаде они почнали. Точно. И сега за сега е добро прифатено, ми пишуваат доста фанови, ајде третата книга кога и нели се трудиме обично во ова време и да бидеме во контакт со фановите онлайн, па од време на време ќе споделам како пред некој ден инфо дека книгата новиот ракопис што следи четврта книга е завршена и едноставно луѓето се секни што ете напролет најкасно би ја добиле до Мојот година. подсетник стои концептуален. Подсетник стои, знаеме ли денес да дадеме конструктивна критика? Да, точно. Убаво прашање и секој посебно. Јас би сакал, знаеш како, ние знаеме да дадеме. Може би имаме проблем кога примаме негативни критики. Еве јас ќе тргнам од мене. Да ги прифатиме. Да ги прифатиме како такви, а не веднаш нели да речеме бум да направиме. Но тоа е нешто што човек го учи да речеме нели цел живот. Едноставно со текот на времето се учиш и да дадеш конструктивна критика и нели негативната да ја примиш како нешто што е како позитивно. И јас секогаш за моите книги сакам да слушнам нешто што нема да им се допадне, особено на луѓе од фелава, од книжевна, нели, бидејќи ајде речеме тие имаат некој авторитет тука и искуство и знаат што зборуваат. Но од друга страна не можеш да му се допаднеш на секого и не ни треба на крај крајва. Мојот омилен писател, оној норвежанецот Јунесбе вика, немам должност ја да пишувам кон публиката моја, јас го пишувам тоа што јас сакам да го прочитам. И тоа е може би добар совет, не? Па види, тоа е една мисла која што јас секогаш ја кажувам дека секој автор ќе ја напише онаа книга која што тој сака да ја прочита. Да, јас имав ќе те прекинам, овде имав една гостенка, писателка наша и истото и она ми го напомена, вика Викторија вака со овие зборови, ако книгата моја допрела до тројца, јас ќе бидам многу среќна, бидејќи стварно допрела до некој вистински до еден допрела. да допре доста да некој да ти пише дека се пронашол во пораката, нели нешто научил. Дека се пронашол, точно така. Сега, нели, ако тој пак ја бендиса, ќе даде препорака на некој друг. И книги доста пати така се купуваат, да речем, некако со препорак. Нели, ако некој не ја позиме некој, па кој е авторот, ти се бендисали, ќе ја купам. И едноставно, како рекле, добриот збор надалеку се слуша. Едноставно, си имаме на крај крајава и некој си нели мерила сега како книжевни групи во Facebook, она Goodreads што е платформата каде што луѓе ставаат оценки за книгите, нели, на крај крајава и ќе споделат мислење, рецензија и тоа им значи на авторите. Денес па во ова време мислам дека тоа е прелесно да се оцени, мислам. Покрај толку онлайн групи, не знам, да, дефинитивно. Посебно некој кој ќе сподели нешто нели од книгата некаде ако отиде или било што. Мене ми прави обично онака мерак кога со едно лето на крит оваа година успев тоа да го направам со оригиналното издание, да се вратам на местото каде што е дејството на моите книги, таму да ја сликнеш, нели, едноставно. Мислам нема подобра промоција. Уште не сум успел со Виенски гамбит тоа да го направам, бидејќи дејството е во Виена таму, меѓутоа прва прилика кога ќе одам на Австрија би ја зел со мене за тие некои си места од Виена што се опишани внатре да нели да бидат сликнати таму. Да, тоа е прекрасно доживување. Ја најавивме четвртата книга, веќе познат не е насловот? Да, насловот е па да речем 99% официјално само Бог простува. Би била нели трета книга во овој серијал. Да, дел од серијалот за полицискиот инспектор Виктор Николов. Тука она што можам да го откриам. Ова се наши ликови, те прекинувам. Да. Виктор Николов, Да, и сега
тука да речеме односот од Виенски гамбит до ризик и ризик до Само Бог простува е малку поблизок, бидејќи разликата во дејството од првиот до вториот дел беше некој без малку 3 години, 2,5 години, тука се 3 месеци, ете тоа ќе можем да го најавам вака пред гледачите. И едноставно, да речеме, не е директно продолжение, но многу се потесно поврзани книгите, однос на, барем да речеме, личната приказна на главните карактери, отколку Виенски гамбит со сигурен ризик. Ето така, сега моето прашање е дали стои позади овие книги приказна? Секој дека да. Значи, Мислам приказна од реалниот живот. не, од реалниот не. Сега нормално дека нели си ставаме во сите ликови нешто дел од нас, нели мисли, размислувања и некои работи што можеби ни се случиле. Едноставно целта позади овие книги, позади серијалот поготово ми беше и затоа го префрлив во Скопје, но луѓе мислеа дека ќе рипа некаде во европски градови бидејќи едно лето на Крит беше надор, нели, во Грција. Меѓутоа го преместив тука бидејќи сакамо на некоја си општествена реалност која што живееме да се прикаже во книгите. Ова е нас. Па да, зошто бидејќи да речем има опишано доста политички постапки, нели како тоа кај нас функционира, па нели луѓе доста нели како и се друго што критикуваат во државата, така и тоа, па да речеме дека и тие некои елементи се внесени во книги. Звучи примамливо, интересно. Но да речем дека првите мои читатели се обично така припадници на МВР, бидејќи можеш нели она што си го замислил да го провериш првично пред рецензентите, нели секако, и едноставно ако они дадат добро нели зелено светло за тоа, тогаш и читателите на некој начин ќе го прифатат тоа како такво. Бидејќи на крајот од денот книгата треба да ти остави впечаток дека е реално, а не мора се да е баш така реално. Нели имаме и жанр на научна фантастика кој што нели па сосема оди во во друг правец. Друга насока. Така дипломиран економист, што го исполнува твојата секојдневија покрај пишувањето, покрај работата, што друго сакаш да правиш? Обично тоа си ги прашувам гостите, бидејќи сепак и тоа е битно, мислам, битен дел од денот што човекот што го исполнува. И убаво прашање е да се постави на писател, зошто? Затоа што обично оние работи кои што се прават, па се вметнуваат и во книгите. Инспирацијата, ете така. Да. Па што знам, онака може да се каже дека сум како зависник од адреналин, па не знам, скокање со подобран имав изминатава година некои си онака активности. Што знам, друго пап квизови доста сакам. И сега се обидуваме тука да стартуваме во Македонија некоја асоциација за квиз. Што друго, онака спорт, нели, да се почита добра парче книга, да се погледа некој филм, нели, и дружба со пријателите секако. Така, што ќе биде следно, освен четвртата книга, односно третиот дел од серијалот, што очекуваме следно од тебе и каде се, нели, ке мислам на кои манифестации може да се значи настана овој серијал кој што е замислен и кој што ќе тера, нели, се надам полого време, имам некој си проект замислен како книга која што би било исто во трилер водите, меѓутоа да речеме како што беше едно лето на Крит, прва таа да биде како последна, нели? И ќе видиме со колку книги би завршил, нели, позади моето творештво. Меѓутоа тоа е некој си опус кој што може би бил уште поголем и потежок од овој серијал. Со некоја си интересна замисла позади самиот концепт, барем речеме во раскажувачкиот аспект би било во прво наместо во трето лице како досега. А друго секако, нели, здравје кога ќе испадне и наредната книга, секако ќе пробаме, нели, и со промоции тоа да сите работи си се направат, потоа гостување, нели, на овие различни фестивали во држава. И се надевам дека е една работа која што исто минатава година е почнав, затоа стои сценарист, нели, исто како во титулата, бидејќи имам сценарио за едно лето на Крит позади направено. И се надам дека можеби некој пат би се снимило според таа приказна, дали е филм, дали е серија, бидејќи па би било бидејќи едноставно приказната ми е блиска, дали бидејќи беше прва или седно, и едноставно сакам тоа да тука некој да филмува, ако ништо друго, барем некој си основен концепт позади приказната, па дори не мора ни да е доле, бидејќи нели филмската продукција е уште поскапа. Така. Анде што ќе посакаме на нашите гледачи, на сите оние кои ќе го погледнат ова интервју, односно еве на читателите, на сите оние кои читаат, зошто треба да ги прочитаат твоите книги, зошто треба да си ги купат? Значи едноставно читате добра книга, пошто
едноставно е убаво потрошено време, според мене. Барем, И кратко е времето, толку многу книги има, времето е кратко. Да. Видите, реков, значи секој ќе си селектира она што сака да го чита, нормално. Меѓутоа остава некој си поголем впечаток од, не знам, 2 часа потрошени на филм или не знам некоја избинџувана серија, нели, за викенд. Човек го надоградува читачкиот фонд, ако ништо друго, и едноставно ќе спори дете така книга од домашен автор со странски и каде едноставно се движува современа, нели, книжевна литературна сцена тука во Македонија. Така, ете и на самиот крај ќе кажеме каде може се да се најдат книгите, каде може да се купат нашите гледачи. Значи, Сигурен ризик, Виенски гамбит и новото издание од Едно лето на Крит може да ги најдат во Антолог, во книжарницата Антолог во центарот до гимназијата Јосип Броз Тито, како и на нивната веб страна, а и по некои разни книжарници тука низ Скопје, литература, не знам, букленти и така. Ти благодарам што одвои дел од твоето скапуцано време и што ми беше денешен гостин. Фала ти и тебе и поздрав до гледачите на твојата емисија. Така, ти благодарам за поздравот, се надевам дека ќе се видиме на многу нови промоции на твој дел и на многу нови успешни приказни. Фала ти. Почитувани гледачи, од своја страна со нашиот македонски сценарист и писател Анде Јанков. Ви препорачувам да го погледнете ово интервју, бидејќи е доста корисно и има што да се чуе. Ние ќе се видиме наредната среда во истиот термин. На самиот крај посебна благодарност до бутик Мај Мода, кој можете да го посетите во центарот на Скопје. Се гледаме за една седмица, до тогаш бидете поздравени и чувајте се.